Што се градски решенија засновани врз природата или урбани решенија или urban nature based solutions. Тоа се решенија, кои што кажавме до сега, на чистата дефиниција важи, базирани на природата, но се наменети за да функционираат во градовите, како динамични места, со многу популации, со многу загадувања, со многу притисоци, со историски загадувања. Главната дефиниција, и намерно преведов на македонски, за natural based solution, значи за градски решенија е ова. Вели, физички промени во градскиот пейзаж што имаат повеќе од естетска вредност. Значи не само да го личи, да е убаво. Во урбаните екосистеми ние треба да ги гледаме места каде што и треба потреба човеков развој, но при тоа треба да се води мерка и за живиот свет околу нив. Пошто живиот свет надвор од вегетацијата, сите безработници, особено во градовите, птици и така натаму, сите имаат своја екосистемска вредност. Екосистемска вредност се оние придобивки од природата што ние не ги наплаќаме никому. Сенка, ветер, убав мирис од природата, екосистемски вредности. Тоа е немонетарната вредност што добиваме од природата, постојано друживееме. Секој урбано решение мора да одговара со локалните, социјални, демографски, финансиски, економски, политички, религиозни контексти. Насадени решенија не функционираат. Другото мора направено во соработка со заедницата и потребна заедница, односно ко-дизајн. Затоа тие места не заживуваат дечки, пошто не се направени во соработка со заедницата. Понатаму, многу важна работа, особено од аспект на администрација, на управување, на општината, мора се проблемите мерливи. Да знаеме што се бенефитите. Употреба на наука во Македонија е строго забрането. Нема научни информации. Само ми текне нешто. Потоа, долгорочно планирање. Значи, ние не можеме да правиме урбано решение ако знаеме дека според ГУП и ДУП тамо треба да има згради, болници, булевари, хелиодроми. Не можеме. Треба да знаеме колку луѓе ќе има тамо ќе живеат во таа населба. Како ќе биде климата во таа населба. Мора да има долгорочно планирање, барем малку. Зголемување на зеленилото во централниот дел на Скопје е нужно и мора да се случи од аспект на веќе заштита на здравјето на луѓето, топлните острови кои ни црпат енормни количества на енергија во лето, а нели гледаме летата не стануваат се пожешки и така ќе станува и понатака според проекциите за климатските промени. Значи, решение како зелени паркинзи во смисла такви големи површини кои може брзо да се трансформираат во подрачја кои и ќе впиваат вода и нема да бидат само нели акумулатори на топлина и ќе имаат дрва. Зеленилото да биде во некој радиус од 300 метри, да се направат такви некои џебни паркови. Има доста државно земјиште, ние гледавме на катастар, што може да се искористи за таа намена, а таму каде што не може, а има навистина потреба, во близина нема некој такво паркче. Значи, обратен процес од тоа што го прави со децени наназад, каде што го продава тоа државно земјиште, да може да откупи и за да направи еден таков парк. Ние сме на линија тука со идеите што беа пласирани, дека Скопје неопходно е да има што повеќе зеленило. Значи, секое можно место, секое можно катче што не е искористено во градот, мора да се посади зеленило, затоа што гледаме од година на година како се повеќе се зголемуваат температурите, има се повеќе суши и едноставно ќе дојде само момент кога ќе имаме веќе опасност за преживување, ќе ни биде до толку неопходно зеленилото. Ова се 5 правила за како треба да постапуваат граѓаните кога ги бараат своите еколошки права кон локална самоуправа што збориме за градски решенија. Прво, заштита пред репарација. Ако видам уште еден инвеститор што ќе ги исечам дрвата, ама ќе наставам 5 нови дрва, тоа е криминал пар екселанс. Потоа, едукација на јавноста, пошто јавноста се кандидатите. Потоа, учество на науката. Потоа, долгорочно планирање, како што реков, и повик за одговорност. Долку не се прави, долку се прави погрешно.